Паќаме, луѓе сите сме од оваа застанати со микрофон. Ајде. Дали се текаме, да. Сите сте лево, колку што гледам. Ајде, десно, да. Нема никој десно. Ќе се прифалам десно. Не, немој седи си, лево е подобро. Ја намерате од десно. Ова ќе се тепаме таму со А? микрофон. Таму е прогресот, саки се тепаме што ќе правиме. Ова се снима се. Ќе гледам после на Тоа е целта. Тоа е целта. Тоа е целта. За нова година тие што ги правите. Ги даваме ние после вестите во 3. После, ај, секој ден нова година. Да, секој нова година. Не, секој ден нова година. Можа? Ајде. Малку лево. Ајде. Можеме? Да. Добро, и благодарам на сите за присуството. Денес го славиме денот на Европа и денот на победата над фашизмот. И на денот на Европа можевме да имаме многу повеќе причини да славиме, еве на пример како Црна Гора, која што оди напред, која што ги затвора поглавијата, преговорите и која што до година ќе стане земја членка на Европската унија. За жал не води организирана криминална група на чело со Христијан Мицковски, која што сака земја да биде во изолација, да биде слепо црево во Европа, да нема реформи, да нема европско правосудство, да нема европски суди и обвинители, да нема богати и срекни граѓани. За жал, земја ја претворија во Венецуела на Балканот. На ваков настан, на денот на Европа, Христијан Мицковски треба да биде персона нон грата. Од друга страна, прославуваме и борбата против фашизмот, победата над фашизмот. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ги влече своите корени во антифашистичката борба, преку борбата на партизаните, дадените животи, изградбата на државата, после тоа крупните државнички одлуки кои што се направени. А ВМРО соработуваше со фашистите и сега користи Гебелсови методи за комуникација, ширење лажни вести, оцрнување луѓе, идентификување на лажни внатрешни предавници и надворешни непријатели. Сето тоа користејќи Орбановата мрежа на медиуми тука кај нас, која гледаме постепено во Унгарија почнува да се распаѓа. Еве денеска нова влада во Унгарија формира новиот премиер Петар Маџар и најави дека веќе од утре ќе почне да се расчистува со сите криминали во сите сектори на Виктор Орбан, кои што по секоја линија тука во Македонија водат до Христијан Мицковски и неговиот периметар. Прво прашањето со кредитот од Унгарија, милијарда евра задолжена земјата, за да само некои фирми блиски до ВМРО ДПМН користат некакви кредити. А сите ние, преку нашите даноци, сите граѓани ги плаќаат тие кредити за само селектирани компании. Потоа прашањето со пругата, прашањето со Телекомот и најбитното прашање кое што еве таму се отвара, веќе тие медиуми во Унгарија се распаѓаат, луѓето почнуваат да се извинуваат за лажните вести кои што ги ширеле и тоа ќе се случува и кај нас. Но ете, очигледно е дека се отвара простор, дека ќе извојуваме уште една победа над фашизмот, а во нашите услови тоа е победа врз ВМРО организираната криминална група која што не ја сака Европа, која што сака да не држи изолирани и сиромашни. Во една реченица кажано, среќен ден на Европа. Господине Филипче, и премиерот ја искористи приликата на денешниот ден, испрати порака до опозицијата. Не знам дали ја слушнавте бидејќи додовте после, дали го слушавте говорот или да ви повторам некои од работите што ги кажа. Рековте дека Не, немам намера. Намерно не дојдов на време затоа што немам намера да сум во кадар Сте со затворени во својот круг, дека барате обединување, но ништо не правите за тоа, дека нихилистички се однесувате, дека не гласате реформски закони, а велите дека сакате да одиме кон Европа и да не продолжувам. Значи не беше пораката кон опозицијата, но клучното беше дека вие не сакате обединување и дека ништо не правите за обединување и повикувате на тоа. Добро, тоа се изговори на премиерот, кој што ги користи долго време наназад, поради тоа што тој не сака Европа. Како сме ние изолирани, кога близу 80% од граѓаните сакаат Европа тука да дојде. Патот се знае кој е. Како ние сме против реформски закони, кога јас бев на состанок кај него и понудив заедничка работа. Како никогаш до сега во политичката пракса на државата, опозицијата понуди заедничка работа на власт. Лани, после пожарот во Кочани. Ниту еден закон не се донесе во 2025 година. Само еден, и тоа не по препораките на Европската унија. Така да се што кажува премиерот е само изговор.
Поради тоа што се знае што треба да се направи за да се почне со преговорите. Треба да се направат уставните измени. Што е за него обединувањето? Да му дајем подршка да не ги прави, за да може да продолжат да крадат. Не, тоа нема да се случи. Затоа што ќе се случи Европа кога ние ќе дојдеме на власт после следните избори и сите ќе одговараат. Господине Филипче, повторно најавте кривична пријава за Алфа телевизија, која што секој треба да биде добиена и да е лажна и да не била лажна, вие така кажете оригинал. Во кој оригинал, по кој основ ќе поднесете кривична пријава кога станува збор за јавен интерес, а вие сте лидер на политичка партија, поранешен министер. Ќе ви кажат правниците тоа. Кога ќе поднесете? Ќе ви кажат правниците. Инаку видливо е, пак, кога беше СДСМ на власт, ја повикуваше опозицијата да соработка, сега истото се случува кога ВМРО ДПМН е на власт, ја повикува опозицијата на соработка, но не се случува ни тогаш ни сега. Видливо беше и тука, не отидовте на другата страна кога го положивте цвеќето, каде што беа представниците на власта, премиерот помина, не се поздрави со вас. Значи, политичките партии како да соработуваат и како да оди земјата напред, кога очигледно е дека вие сте закопани длабоко во своите ровови. Особено Да, на мора ваков да ден кога историјата не обединува сите. Таа е пораката која испраќате и вие и они. Гледайте, ние имаме сериозни аргументи и ги ставаме на маса. Еве, оставам на вас да процените. Премиерот го поставува прашањето дека е потребно обединување. Кажува ли зашто да се обединиме? Кажува ли зашто да се обединиме? На било каква порака која ја пуштаме дека е потребна Европа, тие ги пуштаат своите ботови, лажни вести и напаѓаат дека сме предавници. Па тие дојдоа на власт со лажна кампања дека СДСМ имала предавнички политики. Премиерот ветуваше дека ќе поништи Преспанскиот договор, ќе го враќа името и ќе поништи договорот за добрососедство со Бугарија поради тоа што биле предавнички. А ако биле предавнички, зошто не го прави тоа? Тоа значи дека не биле. Се поставува прашањето зашто не сака да го направи чекорот кој што сите знаат дека треба да го направи и кој што никако не го загрозува нашиот идентитет, култура или било што премиерот сака да го прикаже како предавство, тоа се уставните измени. Еве, вие кажете за какво обединување станува збор. Не е тоа суштината. Мора да знаете дека луѓето не сакаат напред во Европа. Не сакаат европска контрола на системот. Зашто сакаат да продолжат да крадат народни пари преку наместени тендери. Тоа е суштината. И ќе видите кога се отварат скандалите преку Унгарија и бизниси и медиуми се за каков систем станува збор што не држи тука намерно на страна од Европа. Намерно на страна од сите наши стратешки политики и интереси до сега, поради тоа што се одработува за интереси на други земји. Имате уредници на медиуми кои што се платени од на пропагандни медиуми, не на другите медиуми, платени од странски служби, кои што учествувале у палење на американска амбасада. Таков систем доминира овде. Тоа ќе се расчисти со нашето доаѓање на власт. Прво ќе се усвои закон за антикорупција и сите ќе одговараат. Сите ќе одговараат, не селективно. Ќе се расчисти системот на лажни вести. Ќе се направат уставните измени. Тоа е тоа што му е потребно на народот. Се што кажува премиерот е само една голема лага. Зошто? За да не се направи чекор напред, за да нема реформи, за да нема европски институции, за да земјава нема напредок. Што се причините за тоа? Постепено луѓето ќе стануваат свесни. И уште едно прашање, ограничивте коментари на социјалните мрежи, дали според вас тоа не представува еден вид цензури на самото членство со оглед на тоа што има критики за раководството и од поранешни видни партиски членови? Не, станува збор за цензурирање на луѓе кои што шират говор на омраза, лажни вести и кои што шират едноставно пораки кои што не треба да се присутни во еден нормален јавен простор. Фала ви. Фала ви. Сачекај се каблета.